Оваа недела повторно сте со нас во потрагата по млади таленти. Денес конечно започнува првото четвртфинале. Филип и Марко влегуваат во директна 1-на-1 битка каде нема простор за грешки. Кој ќе направи чекор поблиску до финалето? Останете со нас и погледнете. Ајде, ајде. Ајде. Ми дојде колега. Ете, тоа е тоа. Расположени сме за надпревар. А гласно. Тоа е тоа. Секој со свој. Ете така, па да видиме што не чека. Филип и Марко. Ајде. 5 минути имате. Кој е тука поддржуваш за Марко? Опа, браво. Аплауз, ајде за Марко да го поддржиме. Браво, Марко. Да видиме кој е за Филип. Аплауз сите за Филип, ајде. Да видиме, значи имаме половина час. Многу подобро 20 минути, дефинитивно. Знам, ама малку беше тешко да им оставиме малку повеќе време, да видиме сигурни од што ќе направат ќе биде. Ете така. Да не ги вознемируваме сега, да уживаме во овој гурмански спектакл што се вика. Точно така. Ете така. А многу ми е полесно што се вика сега. Друго е, кога сме двајца е многу полесно. Што ми е мило од ти секогаш сега на voice over, да кажеме, позади, зад камерите, да. а сега е пред камерите со мене. Ете тоа многу. Друго е чувството, дефинитивно, да. Ете така. Ама гласот оди со ликот. Секако, тоа е тоа. Океј, оставите малку да мириси за другите, има уште други што ќе се надпреваруваат после вас. Ако употребуваат све, вие ќе готвите воздух. Значи, чекай, ова се намирниците сега само за нив двајца. Не, овие се за намирници за сите. Ете така, тоа беше принципот, освен првите што ќе почнат, пак имат богатство на извор поголем, сега полека помалку намирници, помалку. Ма добро, ама ќе видиме и тоа е креативност и со помалку да се направи повеќе. Па за тоа го направивме така. Ете така, добро. Ма ќе се снајдат, многу талентирани се, многу се, да. Си ги гледав така да се дечките се буквално шампиони во вистинска смисла на зборот, така што јас очекувам буквално денеска од да видиме тука нешто нај. Да, бидејќи се сепак плей-оф, се полуфиналиња, четвртфиналиња, така што јас како кажувам, они се најдобрите од сите што ги имавме до сега. Апсолутно, сите кандидати си беа специфични на свој начин. Секој си имаше свој квалитет. Така што сепак ове надпревари, нели ги гледаме најдобрите на самиот крај. Така да. Добри сте дечки, спремни сте? Знаете оти треба да се облечите? Имаме убави капи, имаме убави пестрики. Ајде. Сега јас нема да ве облечам, мислам оти сте големи сега да можете да се облечите сами. Да. Да ги представиме нашите поддржувачи, навистина без нив ништо не може да направиме. Имаме Сарајево Стекаус, имаме Аплауз. Имаме Алпско, имаме Президент, имаме Нептун, имаме Беко, имаме и сите што се пишани овде, Кристал, Унибанка, Фармер Бој, Андреја, Братство, школото Славјанско што ни дојде исто да не поддржува. Универзитетот Свети Николе, аплауз. Точно така, па да, сите се тука, Кока-кола ни помага денес. Сите се тука за да ни помагаат да направиме најубав евент за вас. Многу ми е полесно со него сега, навистина се осеќам многу понарад. Ете така. Супер, спремни сте? Дечки, како се носите капата? Што е ова? Пица јоло, моцарела. Малку чудно ми е. Италијано, не, чекај, ќе го правиме малку да биде по македонско да кажеме, Малку по македонски, малку ќе кажеме. Така да страна, така да се гледа. Нашите поддржувачи обавезно, Беко Нептун направиле капи. Топ, за мерак. Да вистина, како се убави, ајде да аплаузуше за него. Аплаузуше. Да вистина. Денес има рацете да ве болат од аплаузи. Само раците, ништо друго, не се секирайте. Така. Ајде. Спремни сте за 30 минути? Ќе го почнеме тајмерот.
Дечки, одиме со 30 минути, како кажавме. Ја го имам таймерот во раците. Спремни сте? Да. Не слушнав? Да. Да? Спремни? Да. Филип? Може. Марко? Публика? Одиме. Одиме. Уште 6, 5, Пет, 4, 3, три, 2, 1. Може! Ајде, одиме. Хо. Како ќе биде убаво. Ајде. Жури комисија, можете слободно да си шетате меѓу нив, да ги прашате, ќе одиме заедно ако сакате, да видиме малку што ќе ни готват денес. Тоа е. Имат пилешко, што има други како на министри? Што ми зеде ти Марко денес? Што ти е идејата да ни направи? Нема ти го зеде целото. Он ги зеде сите на министри, не знам што ќе остави за вас. Не ми се гледа точно. Не ти се гледа точно? Да, не ми се гледа сонцето е многу јак денес, а? Ќе му го дајме на Борче тајмерот. Ете, јас сум како подршка, техничка подршка, така сме сите. Што ти треба? Кој, ова? Може тоа. Ова? Сите исти, така. Да? Стави го табата. Пази, ти ова е индукција и оди многу брзо. На 7 ти е. Може? Може и на 6. Може на 6. Да. Ајде. Ќе јадиме. Ќе мора прво да пробат. Да имаме други да пробат, да бидеме сигурни како можеме ние да го јадиме. Ете така, да. Дегустатори. Да биде проверено прво и основно. Како што на кралица ти ги пробуваат јадењата, така е, тоа е тоа. Да, точно така. Ете. Ние денеска сме кралите. Кралевите. Кралевите. Така е. Публика, има некој од вас што ќе дојди со да проба. Обавезно. Подржувачите од еден ќе одат да пробат кај другиот и продржувачите од другиот ќе продат кај. Така е, така е. На вакви настани се доаѓа обично гладен. Така да, ако не сте доручкувале, ова е одлична можност да се најадете вкусна и добра храна. Имаш карцета. Ми треба за оваквото да е кеса. Со картата повеќе сакам да готви. Да. Оти ова кесите малку се Бираш Ново доле. тоа доле, се напус. најде. Кога ставаш одма Има проблем со Добро. Колку имаме? 27 минути уште. Има време. Нара, полека. Така. Да. Одлично. Извини, ја подобро сакам. Не, кесата тинек си е малку не... Се кине хартијата, така. не можам никако да ја... Ке можеш. Знаеш, во кујна мора да се снајдеш, тоа е поентата. Во кујна ги немаш секогаш сите опрема што ти требат, ги немаш сите намирници што ти требат, мора да се снајдеш на некој начин. Ете тоа е уметноста, тоа е магијата што може да направи еден готвач, да се снајди со што има на располагање. Ете тоа е. Ма гледам оти супер се снаоѓаат. Добро, подготвили се. Ќе ни кажеш нешто? За кого навиваш ти? За Марко. За Марко? Го гледаше неговата емисија. Тоа беше во првата емисија, ми се чини, така? Да. И како ти се веди се? Специјалите што ни го подготви. Одлично. Супер, браво, кој беше друг одлично? Некој? Па нешто пилешко, мислам во сладко. На Марко?
Добро, ајде бебе кажете ни, да речеме како сте вие задоволни од Да, тоа проверам многу. Одлично, добро, што очекуваме денес од прво место, амбициозно, браво, браво, браво. Вистина, многу Со, амбициозно. ситно со. Ја ги слушам чука, си работат, вау, многу брзо, браво. Ајде публика, уште еден аплауз за нив, ве молам, ајде. Ајде. Само Малку према да подршка. најдам со, или Ајде. само вегета има, од зачин. За со, дали не ситно. Јас исто нечи подржувач? На Филип, Еленка, сме имали Еленка. за Филип подржувач. Имаш позади. Како си ти задоволна од Филип? Од Бибер неговиот такви настап ствари, во бојната? Еленка. Па, верувам во него и се надевам кон прво место. Значи, одиме сите на прво место. Браво, само така. Значи, како беше она, не е важно е да се учествува, не е важно да се победи. Кај нас е обратно, важно е да се победи. Ете, не само ти обавезно се така. Тоа е Јас сум човек што сакам да победувам секој ден, Мора. не само ти они сака да победуваат. Сите се дојдени за тоа. Секако, Па да, секако. па да. Имаме само верба во себе, е најважното. Да одиме да видиме што ќе. Ајде. Да ги прашаме кој е нивната идеја. Ајде, Филип, кој ти е идејата денес? Па нешто имам да направам пилешково, нешто е кажано во сос, нешто со грилан зеленчук, со блитва, нешто. Добро. Измислиме нешто. Ќе употребиш путер, крем? Да, нешто? обавезно. Обавезно, ба да. Без путер, без крем, нема готвење. Јас секогаш го кажам тоа. Што ќе ни готви Марко? Веќе работи на стекот, го зачинува, така што. Добро, јас сум љубител голем на месо, поготово на стек, така што. Па се гледа ти си фит. Да, Па, да. Имаш осавак пилешки стек, јас сум повеќе од овие на 4 нозе, малку свинска, така малку мрсна, па тоа е. Добро, си работи посветено, да не го додеваме. Не, Ставиме. супер, супер персиоди. Опа, на 23 минути. 23 минути. Имате уште 23 минути. Аха. Имате време. Јас секогаш кажувам за 20 минути можеме да правиме чудесни, ама за пола сат уште поиќе. Навистина, приубави јадења може да се направат за пола сат. Што готвите вие дома за пола сат? Дали успевате да направите ручек вечера за пола сат? Кажете, успевате дома да правите ручек за пола сат? Макарони? Макарони? Да, може. Ама треба малку сос, што нешто со макарони. За пола сат може да се прави, па ќе кажам, чудесни. Ајде, макарони. Па мислам ти ќе мора да... Макарони. Макарони, шпагети, барно јајце, кајга на омлет. Точно така, лазања. Не, лазања поќе време треба да се печи и се. Океј. Добре, обично ние сме си гурманска нација, така да сме си обично по готвењето доста. Вау, ми се допаѓа што прави Марко. Да видиме. Гледај. Охо. Опа, Не знам. Опа, камерите го фаќа тоа, Не ова знам. ќе биде доста интересно. Да, не знам дали камерите го фатат тоа, те навистина што прави е вау. Таман, Вакво нешто немам пробано до сега и ово ми изгледа доста интересно. со ветерот, хартијата малку лета, ама супер. Пилешки стек, Филип ми одри повеќе на зеленчук. и Степано. Добре. Склон си повеќе кон зеленчукот или повеќе кон месото? Кон месото. Кон месото, мој човек. Браво. Овде не се топи ова. Да видиме, да појачеме. Појашно се. Да, Многу е епен само. ајде. Сигурно седмица беше. Да, 9-10. Да. Индукцијата е брза, ама треба да се нашелува како треба. Навистина од 1 до 9, 1, 2, 3 е тивко. Одиме понатаму, 9 максимално. Ете. Суди, како сте? Дали нешто ви фати око од нашите надпреварувачи? Дали има нешто посебно кај еден? Сега за сега оди во најдобар ред. Добро. Видиме, почетокот е многу важен. Постапките што ги тераат на почеток се клучни. Знаете дека првите неколку чекори зависи понатаму како ќе оди текот Точно. на готвењето. Така да, И многу пати што се случува се во почеток имате една идеја и текот на готвењето се менјават идеите и одиме на друга. Богче? Па, како први надпреварувачи, малку и тремата сега си го прави своето. Точно. Што ни го отвараат ова надпреварување. Колку што гледам, почнаа да ги работат нивните работи. Сега за сега сум задоволен од она што го видов.
се надевам дека до крајот ќе ни изненадат позитивно и ќе добиеме добри порции. Зеко, што мислиш? Потенцијалните шефови се одлични, како што гледам. Сите терат работата. Мисламо ти бевме заедно, да, со Марко, да, точно. Епа, знаете дечки што? Со среќа продолжете. Само напред. Само напред, да, ајде уште Подршка, аплауз. Заборев да ви кажам на вистина имаме се позади. Колку уште 20 минути. Уште 20 минути? Ау. Марк, сакам тебе да те прашам нешто. Да. Еве четврта сезона веќе. Да. Оваа сезона нов предизвик, нели? Имаме Да. јака енергија помеѓу нас. Да пазиме. Да. Нов предизвик сезонава, надпревар, млади таленти. Ме интересира ти како се снајде во целата емисија. Кој беше, знаеш, на твојот впечаток од сите кандидати? Мојот печат беше уживање. Уживање. Верувај, знаеш, више еден готвач што доаѓа на моите години, не сум више млад, почнувам да бидам од другата страна. Сутот на младост. Па да, за жал. Јас, од кој имам 15 години готвам, од почеток на мојот живот, уживам во готвењето и све. Многу сум среќен и сега можам и ја това да го пренесам на овие млади што се тука. Еден дел од моето, како да кажам, искуство. Ете така. Пак ќе кажам, сите беа добри, сите беа посебни, ама од нив имаше подобри. Секако, во секој надпревар е така. Така што младите, како рековме, светото станува, па беве, тоа е иднината, нели? Това сакам да кажам, они се нашата иднина. Така е. Во Македонија има многу млади таленти, има многу што не сакаат да се покажуваат. Това ни беше малку проблем, да кажеме, на вистина во емисијата. Им беше срам, не сакале да се покажуваат, а најхрабрите се покажа. Дојдоа. Се надевам од идејата сезона 4 одиме на сезона малце повисоко ниво. Одиме на сезона 5. Сезона 5 ќе биде нешто, се надевам уште подобро. Ќе оставиме уште тоа под тајна. Да. Ама на вистина мислам сме на добар пат за да одиме малку и погоре. Апсолутно. Ете така. Добро, супер. Докаде сме? Гледам судите стана, има нешто интересно. Нешто интересно се случува. Да, зеленчукот си крчка тука. Океј, одидам водата врие. Колку време не остануваат? Имаме уште 18 минути. 18 минути таман. Мислам ти ова 10 минути е спремен. Во топла вода, браво. Многу ми се допаѓа. Овде зеленчукот почнува да крчка. Браво, крчка зеленчукот. Гледам блитвата, ја вариш? Сакаш да направиш? Обарена. Добро. Океј. Да. Ова што правиме целер сега? Ќе направиш нешто посебно со целерот? Да, могу да го искарамелизирам на путер и ќе направам пире. Пире од целер, супер. Ја мислам ти кој ти готвеше за мене, готвеше лосос, и направи пире од целер? Да. Мислам специјалитет. Да, омилено му е целерот, а на вистина мислам ти во Македонија не се употребува доволно целерот. Целерот е многу добар зеленчук. Што е чудно, и меѓу тоа ми е уште чудно денес, оти се таква толку мали топки. Овие мали топки во Белгија се огромни целер. И кој го правите еден пире од целер, има за јадење. Овде имате само 2 лажици. Ама, океј, ајде да кажеме, добро е. Не знам како да не го остават доволно време за да расте. Целерот е тако. Многу се употреба во Белгија со диво месо. Се прави пире од целерот и целерот е појак и со дивото месо му дава посебен шмек. Супер. Супа од целер. Може има многу комбинации. Мене ми беше фасцинантно што видов што повеќето кандидати нели имаа блак компир во намирниците и беше интересно тоа прв пат видов пире од блак компир, никогаш не сум видел ни пробал и кога видов баш ми беше фасцинантно и зачудувачки. Кам браво пире од блак компир викам, така да точно. Тоа е супер. Благиот компир може да се употреби не само како пире, може да се прави да се вари како обичен компир. Може да се прави чипс. Помфрит од блак компир. Благиот компир се употребува ист начин како еден обичен компир. Ама вкусовите, боите, има 3 различни бои. Има бел, има портокал и има други што е виолет боја. Да. Може да се употреба како гарнир, а вкусот е ист.
Затвараш очи и мислиш од ти јади. Уживаш, да. Очите ти прат да има различен вкус, а нема различен вкус. Ете, Да. тоа е тоа. И јас научив доста работи пред емисијата, кога, искрено ќе си кажам, јас не се разбирам многу во готвење, јас знам само да си спржнам јајца, кобасички и некој плескавиче да си Да направам. се снајдеш. Ме се гледа си млад, Да, да, слаб да, си, да. не готвиш многу дома. Не го знам многу, да. Така што и доста интересни работи, баш од специјалитетите научив и ми беше, едно апгрейд левел. Мислам оти луѓето кои што гледале емисијата, научија неколку рецепти така плюс. Оти се, да кажеме, обични едноставни рецепти. Знаеш, за 20 минути пак ќе кажам, 15 минути останува 15 минути, супер. Вау. Како тече времето, бога ми? Па нешто... Ама добро има, добро. Да. Супер Не се. Така мириса убаво. Ако можам да ви го пренесам тоа преку екранот, како ќе види. Вау, преубаво. Едната ноздрва навака, другата ноздрва навака, за двата мириса да се Точно. восприемат. Ја секогаш кажувам така на шала, во Кина, измислят телевизор каде имате и мирис. Знаете што? 4D. 6D. 6D. Треба да се оди до киошот на телевизорот, да се чепка така малку, да се гребата малку горе и да одете да мирисате. Така функционира. Пробата е нешто. Да. На крај од екранот горе се грева така и се мириса. Од каде што дими ова тама, во камерите, преку камерите во телевизорот. Така. Тоа нека пробаат и гледачите дома, можеби ќе... Да. Пробајте и кажете дали функционира или... А че ви на десниот ќош или на левиот Па телевизор? зависи од каде ветерот дува. Аха, Да. И кој кадар камерата го има фатено кај тапчето. Да. Ова не сум пробал, така да, ете. Звучи интерес. Оти овде. Имаш зачиња кој сакаш на располагање да правиш нешто чисто така, мал... Борче, како се снаоѓат? Па, според условите што ги имаат, и двајцата кандидати се супер. Си има тоа према на располагање. Пак ќе кажам братство, фала многу на братство, на вистина многу ни помага. Гледаш се што да. И пак ќе кажам Беко, исто со еден шпоред на индукција. Имаме уште печка, печката не ја гледате, ама тука е позади, го имате на располагање. Обавезно, тоа се основите работи што ни треба во една кујна. Со еден шпоред и со една печка правиш се што ти треба дома. Ете тоа е. Тука веќе имаме нешто полека ни се сервира. Имате две тањири, како ви кажав. На крај сакам да имам две тањири спремни за јадење. Презентирани на најубав начин. Имате пола саат, што е малку повеќе од времето од 20 минути, да направите нешто преубаво. Што е? Ајде да видиме, да прашаме, еве, Кока-кола? секој е тука од жири комисијата. Дали може би имаш некој фаворит? Не мора да ни го кажеш, но дали... Дечките се добри, одлични се. Фаворит, не можам да кажам. Нема да биде реално тоа. Апсолутно. Секој си е на свој начин, како што рековме, уникатен во својата работа. Апсолутно, така е. Сакам да додам нешто. Немаме шеќер. Многу паметно, зашто не направи ако употреби Кока-кола? Браво! Ова е уникатно и оригинално. Браво! Рецепт со Кока-кола. Зошто да не? Ова ќе добие дури нов шмек. Ова ќе добие поинаков шмек. Да, малку американско така. Браво. И тоа е едно од работите, изнодливоста. Изнодливоста е многу важна. Браво. Секогаш кажувам во кујна, мора да се снајдиш. Што имаш на располагање, ќе ти служи, обавезно. Браво. Со Кока-кола. Па да. Колку време ни останува? Гледам, имаме уште 11 минути. Дечки, уште 11 минути. Окей? Добро е за вас? Супер. Ама и многу што прости затоа. Јаким, гледам ти ги помагаш. Знам, тоа се вика професионална деформација. Значи, и ја не можам. Знам, многу сум среќен, но ти сум малку на страна. Без разлика кој колку е компетентен од нас како суди овде, они се веќе победници на некој начин. Овие 8 млади деца се стварно да речеме идни на она што би требало некој малце повеќе да повене внимание околу нив. Точно. Браво Марке, еден аплауз за Марке. Не. Аплауз голем за шефот. Затоа што ги поттикнува младите да го прават ова и не е лесно, јас тоа добро го знам.
Јас доаѓам од една друга дејност во гостителството. Овде имаме кувари. Јас сум оној кој што највише се расправа со куварите. Ебе така треба, ми треба и луѓе што се расправат со кувари. Затоа што кога треба нешто у сала да се послужи, доаѓам од сомелиерскиот дел кај што треба и храна и вино да се спои. Некогаш куварите и не треба да внимаваат, ама треба сомелиерот да им каже што треба да внимаваат во делот на храната. Знаеш, оти твојата работа е уметност исто. Оти треба да пробаш јадењето што готвачот ќе ти го спремни и ти треба да адаптираш, да балансираш со виното што го имаш на располагање. И тоа е и уметност. Баланс како се вика, баланс комплетно. Баланс, точно. Баш тој баланс е многу важен како во виното, така и во храната. И јас еве стојам на располагање на сите оние кои што сакаат да научат малце и што треба да внимаваат во делот на food pairing при правење на wine and dine менија. Така да тука сме за сите вас. Секогаш и во секое време. Филип. Добар? Да, добро е. А? Добро е, сега за сега. Се е под контрола? Да, одлично. Океј. Марко, се е под контрола? А? Да. Публика, Марко? Публика, Филип. Ема, појке за Филип, а? Па 50-50, пата ситуација некако. Имаме уште жири комисија, време да видиме. Колку ни останува време? ова малце загрее, така да се исклучи. Како се исклучи? Загреано е. Имаше на сонце од 10 на 10 минути, имаме уште 10 минути. Да не памти. Мора? Значи нека да го отвори, пишува доле дека е загреано. Да. Така да го ставиме тука, ако не под сенка. Да, ба, проблем е... Поради сонцето, извини. Да, остана многу на сонце. Леки го средано. Само да. Оди во лади во фрижидер таму. Да ставиме? Стај го беко Во фрижидерот, да го ладиме малку. За жал, бе, техника, тоа е. Ебе, навистина не го стави во фрижидер. Па така треба. Кулар. Епа да. О, добро. Тогаш одиме уште. Намалиме 10 минути. Изгаси ова. Тоа е. Ова ти треба? Да. Го гледам. Како убаво мириса и овде. Почна да се топи. Крем, охо. Ја многу сакам. Ако нема крем павлака во едно јадење, ако нема путер, за мене нема вкус. Тоа е начинот на белгиски, на француски начин да се готви. Секогаш го кажувам исто. Добро, полека само тоа. Уште 8 минути. 8 минути. Полека да ги чистиме масите. Сакам да биде све убаво и чисто. Што е проблемот? Блендираме? Добро. Океј. Дали ќе личи на нешто убаво? Мора да личи. Мора. Ја можам да кажам од мирисот тука е. Ама да личи. Дали кој од личење пораш? Сега за сега. Битна и визуелноста, битен и вкусот. Така што Може. доколку биде се во комплет. Епа, гледам оти во кујната. Многу ни пелјат опрема и све тоа, ќе имаме за чистење после. О, ла. Што мислите, публика? Кој ќе победи денес? Уште. 5 минути. Вие сте при крај. Имате уште 5 минути на располагање. Да. Ама браво, гледам оти све е средено. Јас сакам, како кажав од почеток, сакам даските, све тоа да биде чисто. Оти тоа е дел од работата, игиената е обавезно, мора да се почитува. Во кујна, без игиена, ништо не се прави. Игиената е 80% од работата во кујна. Да. Имаме тука, гледам и други надпреварувачи. Така, вие сте следни? Не? Како сте следни? Трети сте вие, а вие сте следните. Хабиб и Стефан. Хабиб и Стефан. Ајде, вака малце помеѓу вас да видиме каква е атмосферата тука. Стефан од Неготино, така? Братот на Петар го знам. Здраво. Ајде да видиме, вие атмосферата како е кај вас? Одлично. Опуштено? Трема? Нема. Нема. А тоа е тоа. Тука трема? Не. Па би рекол
Публика, 15 години. извините што прекинувам. Уште Одиме две на минути. 2 минути. Две минути, подршка. Ајде, подршка, ве молам. Ајде Сме да при видиме. крај. Дали ќе бидиме изненадени, дали ќе бидиме неизненадени, ќе видиме што. Гледам ти почнува на мислина гужва да се прави во кујната, не знат више што како. Охо. Браво. Сега забрзува темпото. Ти си при крај. Да. Ням. Ајде, уште минута и 30 секунди. Сакам све да биде исредено. Све во едно ќош, за да може да се земи и да се чисти после. Веќе сме, значи... Океј, никој не ми одговара, многу се сега концентрирани. најголемата концентрација, најголемиот фокус е тоа викам. Еј, Марко, Сега да имаме... Марко, што ни направи тука? Ова е како што рековме и визуелно, а и уште ако биде вкусно, браво. Ням. Марко, браво. Изеле чучево тука. Браво, пригледам, да. Еве и публиката веќе се раздвижи и почна тој. Мирисот почна да оди до таму и да. Чувствуваш ветрот? Да. Навака некако оди кон... Опа. Да. Секоја чет. Да видиме. Вау. Океј. Имаме уште колку? Епа, да не кажам глупости, 30 секунди. 29. Да. Ајде. Да. 25, 24, 23, 20. Од 10 ќе одбројуваме како за нова година. Ајде. Одиме полека до 10 секунди. Уште малку. Ајде. 10. 9. Сите. 8, 7. 6, 5. 4, 3. 2, 1. Стоп! Аплауз голем, дечки, секоја чест. Браво. Епа, мислам, ти за 30 минути ми направиле нешто преубаво. Вау. Ова изгледа, бога ми, и на едната маса, и на другата кај Филип. Браво. Дечки, Секоја чест. задоволни од вашата работа? Да. Многу сигурен. Скромно, јуно, кратко, јасно. Ама многу сигурен од него, а? сигурно. А ти? Задоволен, јас исто задоволен. Задоволен си? Да. Да? Суди, спремни за дегустација? Дегустација почнува сега. Филип, повели пред публика, сега ќе ми кажеш како го крсти ово јадење. Тоа е традиција. Во емисијата треба да му се дава име на јадењето. Вртите грб со камерите. Да, извинете. Ете тоа. Ќе направиме вака, јас ќе ведам кај тебе. Пара. Како го крстеше ова убаво јадење? Имам пилешко вуд сос со вуд сос. Вуд сос. Врут сос. Грилован зеленчук, Океј, запражен. И имаме и блитва обарена со малце лукче и со. добро. Океј, епа, ајде, суди. Сите правила ги гледаш, што, како? Јаким? Малку винце, мислам, фали. А? Што ќе ни кажи сега Борче? Борче, кажи. Ајде. Започнеме со комуникација за самиот тањер. Аха. Пред се му честитам на Филип што стигна до ова место, до овој подиум, да се натпреварува во четвртфинале во оваа емисија. Секако први натпреварувачи, прв круг на отварање, трема, си го прави своето, непознат терен, непозната кујна, да речем импровизиране и сите работи, но во глобала се снајде добро и во целиот процес.
Како е јадењето? Како е сосот? Како е што убав вкус, убав Како што го крсти Филип јадењето, пилешково чили сос. Дали е луто? За мене, да речем, ако веќе го класифицираме како јуто, треба да има уште малце доза на јутина. Луто, да. Затоа што е, да Лајт. речем, лајт. Лајт луто. Добро. Да, уште зависи. Зеленчукот е добро направен, во тие услови што се, малце блитвата ти е преварена, да речем, прошарена, може да се сработи на некој друг начин, али во тие услови е окей. Месото е сочно, може би малце, така што кажа, фали и нешто сол и чили плюс, али у глобала е за вкус окей. За визуелно, мислам дека можеше да во друга атмосфера, мислам дека ќе го направеше малце подобро, али тоа е тоа. Тоа е тоа. Тоа е надпреварот. Борше, знаеш, ако му даваме сите услови, на крај што, ние ќе одиме у пенза тогаш. Ако може. Не, да, вишина. Они се нашата иднина, они треба да се снаоѓат. Зеко, мислам, ти се слагаш со сите. Ќе одиме со оценување? Одиме прво со вкусот. Ајде. Ќе оценуваме со вкусот. На крај ќе го напишиме. Да. Ајде. И ајде. Филип има двојка. Ма кажав ти е строг, е тежок, па Држи вода моабетот, значи. Ај, лутината и све не помина. Океј. 2, 3, това направи сега 5. Океј. Продолжуваме, одиме за презентација. Презентација. Колку можеме да оцениме за презентација? Добро, ај, тоа се вика боли. Зошто волку строго? Да? Епа, сме на финале, знаеш, више... Критериумите се други веќе, До сега бевне малку по-длабови, да кажеме, разберавме све тоа. Сега збориме за 8 најдобрите готвачи од сезоната. Ете тоа. Можам нешто само. Да, може да се додај. Доаѓам кај тебе. Сега одиме 5 плюс 4. Вака сега, нека не им биде ова да се деморализираат и да губат волја понатаму. Овие оценки, пак ќе кажеме, сме веќе на едно ниво, што вие сте меѓу 8-те најдобри. Јас преска убаво кажав, без разлика кој колку е од нас компетентен што ги дава овие оценки, они се веќе победници сами на себе. Не значи дека овој тањер тебе те отсликува онака како што знаеш точно да ги работиш работите. Така да продолжи понатаму. Ова може само да ви биде едно плюс за да во наредните готвења покажете малце повеќе. Не е ништо страшно. Мислам оти нивото го ставите високо, гледам другите надпреварувачи почнаа да се топат. Се топат. Бил во кожа. Што не очекува овде? Ајде, одиме сега за начинот на подготовка, имагинација, работата што го направиле за тајнирот, уште една оценка. Последната имаме 5, плюс 4 имаме 9, а сега И колку има? Што вика? 4-4. Ова е многу добро веќе. Вика чуваме малку повеќе оценките. Да. Добре. Викам не е можно волку да се... Да. Верувај ми, ти ми беше малку тешко. Да. Одиме сега 5, 4, 8. Крај 5, 4, 8. Ама ништо од грешки се учи. Скоро година, 17 година, да. На 30. 17 до 30. Не е лошо, половината ја надминавме. 17 на 30. Филип, што можеш да додаваш на твојата оценка? Сакаш да кажеш нешто уште? Јас сум задоволен со тоа што го направив, па ете судиите одлучија и нормално, од грешките се учи, што да кажам. Мило ми за тебе, па ќе кажам, беше прекрасно, че ти беше прв од сите надпреварувачи да бидиш, да готвиш овде со нашите шпорети, со опремата и све тоа, фалеше да биде, да има еден прв, ти си прв. Ќе видиме сега со Марко, што ни направи. Фала ти, Филип, Исто, се гледаме на тебе, после, се гледаме. врати се на твоето место и одиме со Марко. Ајде.
Ќе оставиме ова напред овде. Ете така. Марко, повели? Те чекаме? Аха, како е сигурен, каков човек. Ајде на плюс. Марко, навистина, не знам што ни напред денес, ама личи, Како го крсти твоето јадење? Green Garden Chicken пилешко. Green Garden Chicken пилешко. Вау, има оригиналност. Чикен или пилешко? Чекај. Чикен со пилешко. Да не забориш да додадеш што ти имаше и Кока-кола, значи. И Кока-кола, да. На американски начин. Треба да има предмет со оценувањето за креативност и уникатност. Точно. Ајде. Суди, ве молам, пробајте и оценувајте што имате пред вас. Што се мачеше малку да кажеме нашиот Марко? Да. Има многу добар беше, Ви се снајде, Да, Бога ми, тоа е веќе снаудливост. Хартијата сакаше кеса и не. Не се дава, не кеса, не. Хартија се мачеше, чукаше. Ама го направи, мислам, убаво го начука. Пилешкото. Гледам, Борче си се бриши устата. Како? Не се Борче, како личи? Убаво. Интересно. Интересира Марко. Марко го пробав. И? Секој чест го приметив кога го зема шишето Кока-кола, мислев ке пие он, пошто е жеден. Браво. Едно време гледам историја во Моркова. Стварно, секоја чест понекогаш треба, мислам дека кујна е најважен сегмент во делот на задоволството на гостите. Треба у секој момент да се дојде до финално решение, некогаш и кога се нема услови. Овој тањер, буквално мислам дека е најдобра експресија од Марко. Оно што самиот старт започна доста концентрирано, мислам дека идејата му беше уште од почеток. Па тоа е принципот од сем. Да. Зборнавме и дека почетокот е многу важен. Точно. Како ќе тргнеш. Насоките, да. Ете, ова нека биде и еден пример за наредните надпреварувачи дека треба да се има ваков вид на иновативност, што од, да речеме, креацијата, визивниот дел на тањерот, па и самото име на тањерот, а за да не правиме муавет за вкусовите, избалансирани соодветно, добра е подлогата што ја направи и во овие услови. Вински совет? Хајде. Додека сме тука, ајде, едно вински совет, зашто да не? Ако ја следевте рецептот, да имате еден совет, за виното што ќе одговара со тоа? Вински совет, одиме повторно на едно бело вино, меѓутоа малце по комплексно, нека има една малолактика доза на малолактика внатре, тоа се комплексни бели вина. Може да оди едно шардоне, затоа што имаме повторно утерасти ноти во подлогата. Можам да додавам јас? Зошто едно розе или едно ладно црвено вино? Малку е чудно на луѓето, има така црвени вина, не се сите јаки, има што се малку по лајт, да кажеме, и малку ладно така комбинација со тоа, Да, има доста македонските црвени вина се доста моќни во делот на алкохолот и таниничната структура, меѓутоа има доста француски вина, кои што послужени малце на пониски температури добиваат малце по елегантна нота и се добро завршени во вакви јадења каде што има едно песто, каде што ја има својата комплексност и карамелизирано овошје, односно карамелизиран зеленчук, како што е моркова случај. Ке го прекинам, оти нема да престанеме да збориме за јадењето, навистина. Ова е за мене уметност, браво, секоја чест. Ајде, одиме за гласањето. Мислам, уште се молете. Како да ви се јади, како и да е убаво. Да потврдам тоа што го зборував. Да потврдам? Да потврдам тоа што го зборев. Потврда имаме и све. Тоа е тоа. Ајде, одиме за гласањето. Сакаш да кажеш нешто, Борче, извини. Чисто да кажам еден коментар, баш сум пријатно изненаден од самата порција. Визуелно многу ми се допадна. Комплексноста на јадењето за приготвување во овие услови и во ова време стварно го изведе доста добро. Обично во професионалните кујни веќе претходно имаме подготвено вакви ролови и сите тие работи. Сакам да ти прашам, дали ќе го ставиш тоа во ресторанот што ќе Да, би го ставиле, да, зашо да не. Браво. Добра порција. Браво, уште еден аплауз. Ајде. Секој Браво. Браво.
Ајде, мора да гласаме, навистина. Сега имаме оценка, за што оценуваме сега? Одиме прво за вкусот. За вкусот. За вкусот. Ајде. Вкус. И не гледам. Оу! Браво! Браво! Два пати четврка. Вау. 8. Ова е многу добро. Уште еден аплауз. Браво. Одиме сега на презентација. Презентација имаме 8 од почеток. Ајде. Колку оцени имаме за презентација? Ова е сега веќе возбудливо. Ајде. Колку? 4? Добре. Пак 8 плюс 8 имаме 16. Не е Браво. лошо. Уште еден поен и... Чука срцето, чука. Ајде, одиме сега на инспирација, креативност, ете така. Среќен сум што си тука за да ми ги... Да, полесно е кога сме двајца секогаш. Точно така. Добре, уствари е многу добро. 3 пати по 4, вау, 24 поени, јако, браво. Ајде, уште еден аплауз. Марко, дали си задоволен? Да. Очекуваше тоа? Не очекував, ама ете. Го сакаше. Сакав. Браво. Ајде да се додади нешто? Дали преферираш да готвиш сам или во екипа? И така. Тежок прашање, навистина. Оти добар готвач мора да работи со екипа? Да. Добар готвач сака да готви и сам. Тимска работа е најдобра. Дали за спорт, дали за кујна, дали за све. 24 поени за Марко. Марко, прати се на... Ајде, браво. Ова го квалификуваме како многу добар. Чист многу добар, значи се четврт. Вау. Добро, еве сме сега тука со еден од надпреварувачите, тоа е Филип. Ајде вака за почеток ќе те прашам да видиме кое е твоето целокупно искуство од цело тоа надпреварување. Научи нешто ново, да речеме, не знам, се надгради на некој левел погоре. Па научих многу работи и беше малце возбудливо и тоа. Добро, како си еве задоволен од целокупното денешно надпреварување и од, еве да речеме, од твојот специјалитет? Па јас сум задоволен од мојот специјалитет, нешто што го приготвив. Така, делуваше доста вкусно. Значи, постојано пратев, гледав така да, еве, уште еднаш рака секоја чест, така да ова е сепак едно ниво, како што реков, погоре, продолжи само напред и биднината е пред тебе секако. Добро, сега сме тука со Марко. Марко денеска, ете, ги освои симпатиите на нашето жири. Па ајде да видиме кое е неговото размислување околу тоа. Возбудата каква беше, имаше трема, го имаше од самиот почеток идејата што ќе готвиш кога ги виде намирниците, били? Идејата дојде во моментот, тремата си беше присутна, тензијата исто. Добро. Интересен момент имавме кај Марко што му недостигаше шекер и во истата секунда се снајде наместо шекер додаде Кока-кола и тоа е навистина добар подвиг онака за поздрав. Добро, кажи ми, ќе те прашам од колку години, да речеме, ти се роди таа желба за готвење, за кулинарство? Па од мал реално преку тие видеа со готвење и емисии со готвење и така дојде желбата да се запишам во средното училиште за готвач и да се бавам со тоа. Супер. Едно прашање до двајцата, преска поставував прашање за публиката, да речеме дали имате некој идол кулинарски на светско ниво? Па мене ми е Стево Карапанџа. Стево Карапанџа, браво, тебе? Јас немам идол од светското кулинарство. А тука вака во околина Балкан, нашиот регион или? Тука има еден. Добро. Тоа е таму позади. Аха, шеф Марк, аплауз голем, така? Ама и шеф Боро.
И шеф Боро, поздрав и до него. Дечки, секоја ви чест, со Марко, со тебе се гледаме во полуфиналето. Филип, уште еднашка, секоја чест ми беше навистина мило. Дечки, верувајте дека влеговте навистина во едни од најдобрите. Тоест во најдобрите влеговте. Така што не треба да, поготово да ти биде криво, само напред продолжуваме со нови сили и секоја чест за буквално за се. Браво!